Во Основниот суд во Струга се одржа последното рочиште од судскиот процес во кој градоначалникот на Струга Рамиз Мирко го тужеше Беким Ќоку за клевета. Тужбата е поврзана со јавна функција во која Ќоку го обвини Мирко за корупција. Po himi im në një Facebook thjesht ishte një nga deklarimet që vinë si rezultat I akuzave që vinë nga të gjitha anët. Kjo sa I përket që ka pësuar dhimbje shpirtërore, që pohon ky dhe që ka vizituar psikiatrin në manastir, vetëm nga një deklaratë e imja në atë kohë si aktivist politik, pra kjo deklaratë është bërë diku në mars 2023 kur s'kam qenë I përfshirë në asnjë parti politike. Ќоку, кој е пратеник од Вреди и советник на косовскиот премиер за Македонија, вели дека причината на Мирко за тужбата е апсурдна, дека статусот му предизвикал душевна болка, бидејќи како што вели Ќоку во Македонија имало трагедии кои не можат да се опишат со зборови. Është pak absurde dhe sarkastike kur e dim dhimbjen shpirtërore që kanë pësuar të gjitha ata viktima, sidomos tani me zjarrin në Koçan, sidomos me aksidenten me autobus dhe me spitalin modular, pra do ishte ironike të flasim për dhimbjen shpirtërore të një politikani. Одбраната на Мирко побара од судот да ја прифати тужбата, бидејќи според нив Ќоку му предизвикал душевна болка на Мирко и му ја нарушил честа и угледот. Од друга страна, одбраната на Ќоку побара судот да ја отфрли тужбата, нагласувајќи дека во овој случај тој го изразил своето мислење во врска со случувањата во Дуи, како и тужителот кој е градоначалник на Струга, и дека немало причина да се навредува или клевети. Пресудата ќе биде објавена подоцна. Мирко бара утврдување на одговорност за навредата и надоместна штета во износ од 30.000 денари.